За време на неговата посета на Анкара овој месец, иранскиот министер за надворешни работи Хосейн Амир Абдолахијан ги повика земјите кои доставуваат нафта до Израел да ги намалат своите испораки како одговор на израелскиот напад врз Газа. Турскиот министер за надворешни работи Хакан Фидан го игнорираше повикот, велат аналитичарите, бидејќи Турција останува клучна транзитна земја за израелската нафта преку турското пристаниште Џејхан. Најновите бројки покажуваат дека Азербејџан обезбедува околу 40% од потребите на Израел за нафта. Доаѓа се до Џејхан, а потоа од Џејхан се испраќа до израелското пристаниште, каде потоа се преместува во една од рафинериите. И покрај тоа што Ердоган ја засели својата реторика против Израел и го нарече Хамас ослободително движење, протокот на нафта низ Турција до Израел продолжува. Аналитичарите велат дека Турција има други начини да му наштети на Израел доколку сака да се спротивстави. Турција би можела да ја запре работата на радарската станица во Малатија, што е критично за системот за ракетна одбрана на НАТО. Израел исто така игра улога и колку што знаеме, тој исто така го штити воздушниот простор на Израел. Но засега, додека Ердоган го фали Хамас и го осудува Израел, експертите велат дека неговите постапки остануваат поизбалансирани. Најавувајќи го од повикувањето на турскиот амбасадор од Израел на консултации, Ердоган истакна дека дипломатските односи со Израел ќе останат отворени и дека турските напори продолжуваат да бараат ослободување на заложниците кои ги држи Хамас. Риториката е остра, но конкретните мерки не се толку остри, барем во однос на билатералните односи. Мислам дека еден начин е јасната идеја дека ако целосно ги прекинете односите, можеби нема да можете да играте дипломатската улога онолку колку што се надевате дека ќе ја играте. Државниот секретар Ентони Блинкен ја посети Анкара за прв пат по избувнувањето на војната меѓу Израел и Хамас. Анкара инсистира дека може да игра улога во решавањето на конфликтот. Се очекува Ердоган да им се придружи на арапските лидери на самитот во Ријад, на кој ќе се разговара за кризата. Но некои аналитичари предупредуваат дека има ограничувања за нијансираниот пристап на Анкара. Ако гледаме во иднина, тогаш може да видиме како на регионално ниво, така и на ниво на Турција, земји превземаат казнени дејствија. Големата верска база на Ердоган е начело на протестите против Израел, што најверојатно ќе додаде притисок врз турскиот лидер да заземе построг став против Израел, доколку насилството продолжи.